би укажал дека за мене улогата на Мицкоски и на лидерството на ВМРО ДПМН е јасна. Станува збор за класично теледиригирање од претходното раководство. И јас не би се осудил да размислувам дека Сашо Мијалков бил мастермајндот на криминогеното владење на ВМРО ДПМН, кога од прислушкуваните разговори видовме кој е всушност мастермајндот на целата таа операција и така натаму. И сега ако заедно сте биле во, ако заедно сте ги брцале рацете во теглата со медот, медот е останат и на едната и на другата рака. Ако сакате да оставите впечаток на доверба од страна на јавноста во вашите политички одлуки сега во овој момент, треба да направите класичен рез. Ако прашањето е може ли да се зборува за малигното ткиво се сече целосно, значи се што е инкриминирано се извино од хипотеките на минатото, кога Никола Груевски останува почесен председател. Сите што беа предмет на СЈО, на специјалното јавно обвинителство, требаше од почит према партијата да се повлече со сите партиски државни позиции и функции, пратеници и така натаму. Значи немаат право ако истите луѓе со исти навики и рутини, јас ова често пати го говорам, влегле во сериозни проблеми и се фатени живи во тие проблеми и има постапки криминални према тие, не можете со истите луѓе, со истите рутини и навики да се излечете од тие проблеми. Од тука Мицкоски и понатаму има сериозен баласт во делот раководството на партијата, дел од пратениците на партијата, иако само еден дел од глумија дека се тргна од партијата. Јас мислам дека ако сака Мицкоски и лидерството на ВМРО ДПМН да влее доверба во јавноста дека е искрен во своите намери, треба да носи резолутни одлуки. Значи во моментот довербата на јавноста во лидерството на Мицкоски и на раководството на ВМРО ДПМН е сериозно ниска. Имаше сериозна колебливост, што е знак на јавна цена пред референдумскиот период. Знаете, таа понти пилатовска политика, вие добро знаете, од Новиот Завет си ги испра рацете и ја фрли вината, народот ако сгреши, сгреши. Ако народот ја донесе одлуката, ние ќе се согласиме со волјата на народот. Но кога народот донесе исправна одлука, сега не се согласувам со волјата на народот,